Дивите депонии и непланското и неселектирано исфрлање на отпадот беше тема на работилницата што се одржа во Кочани, а чиј организатор е невладината организација Зелен институт од Скопје. Целта беше да се разгледаат предлози и идеи за изнаоѓање решенија за проблемот со отпадот и дивите депонии на територијата на нашата општина. Пред присутните беа представени резултатите од спроведените анкети во повеќе градови во државата, меѓу кои и Кочани. При тоа оценка е дека кај нас состојбата е нешто подобра во споредба со останатите. Она што го видовме во општината Кочани, покрај десетина депонии кои што беа измапирани, неколку ги земавме во предвид за да го испитаме мислењето на граѓаните, видовме дека нивото на свеста на граѓаните и на самите граѓани кои што живеат во околината самите сметаат дека има потреба од подигнување на свеста, додека пак од друга страна резултатите покажаа интересно, за разлика од останатите општини, дека граѓаните имаат и поголемо задоволство од честотата на собирање на отпадот, поставеноста на контењерите и така натаму, што укажува дека комуналното предпријатие си ја врши својата работа, но очигледно нешто затајува, односно, како што беше истакнато на денешната дебата, дека со расчистувањето, честото расчистување на тие диви депонии, всушност се прикажува едно легализирање на истите, што понатаму повторно се остава простор да се трупа. Заедничка констатација на присутните од дебатата е дека во иднина треба активно да се работи за подигнување на јавната свест кај граѓаните, за подобрување на хигиената и зачувување на животната средина. Јас морам да кажам дека дивите депонии што ги споменавте, јас лично ги знам и повеќе пати веќе имам интервенирано и веќе учествувано во очистувањето на тој дел. Поготово беше споменато фабриката за вода неколку пати. Покрај Кочани проектот се спроведува и во Делчево и скопските општини Кисела вода и Ѓорче Петров, а подршка за неговата реализација е добиена и од Министерството за животна средина.